Делчевчани не останаа рамнодушни на приказната на М-нет телевизија за тешкиот живот на својот сограѓанин, 60-годишниот Илми Ибраимов, и ја покажаа својата хуманост, дарувајќи секој со своите можности, за да се продолжи изградбата на куќата која што таткото и дедо Илми сака да ја остави аманет и да им обезбеди безбеден и сув кров над глава на своите ќерка и двете мали внучиња. Тула по тула или греда по греда, како што знае да каже Илми, куќата е покриена и затворена со врати и прозорци. Фалат уште еден прозорец и две внатрешни врати, но скромниот Илми не може да најде зборови за да ја искаже својата благодарност за добронамерните луѓе, кои слушајќи ја неговата приказна, досега многу му помогнале. Луѓето помогнаа и сум задоволен од нив. Куќата ја покрихме. Сега нека им Господ даде здраве на тие свет што ми помогнаа. Моментално сега фали нешто, ама како ќе го направам, не знам. Ама искам да кажам, но дека многу сум благодарен од тие свет што ми помогнаа. Господ здраве нека им даде на нив, на децата им, на цела нина фамилија. Во што имаше најмногу донации? Што се направи од кога го снимавме? Куќата ја покрихме. Чекај се, куќата ја покриме, од нетер матришуваме и двете соби. Сега останува да се финоси и калканите да се стават горе и уште една тура песок највишите. Прозори и врати добивте? Прозори добиме, една врата добиме исто од еден другар школски од Швајцарија. И така да благодарен сум од народот што ни помогнаа многу. Моментално се поставува струјата, потребно е внатрешно фино малтерисување, но Илми верува дека со помош на добронамерноста на хуманите луѓе ќе успее да заврши уште многу работи кои недостасуваат во изградбата на куќата. Повеќе од странство беа. Имахме фамилија таму видеа на тоа Фејсбук кој што го искажане. Па они купуваа там платија по тие магазините и само робата се цигаше. Сега моментално треба, кажувам, и за мајстори пари, и за струја пари, така да за може да работат. Иначе не може да работат. Така, струја има ли внатре? И кабел ставиме се, са треба да онади човеко да стави нешто. Додека не се финансира, значи не може да стави кабел. Мислам штековете. Искрено се надеваме дека граѓаните нема да останат рамнодушни и овој пат и нема да ја изневерат довербата која што Илмија има во сите нас. Тој е болен и невработен, но со своите две чесни раце, со тешки маки, собира пластика и ја продава и се труди да заработи храна за своите најблиски. Затоа жиросметките се уште се отворени за донации.